Пред 40 години ние ја почнавме службата InTouch за да ги води луѓето од цел свет во растечко заедништво со Исус Христос. Не само што Бог ни испраќа луѓе, туку тој ни ги даде медиумите, радиото, телевизијата, за да можеме да го однесеме евангелието во секоја земја во светот, секој поединечен ден. InTouch со доктор Чарлс Стенли слави 45 години од Божјата верност. Следно на програмата InTouch, стоејќи високо и силно преку молитва. Животот ни носи секакви проблеми и понекогаш ние не знаеме како да одговориме. Некогаш си мислиме, Боже, каде си ти среде сето ова? Зошто не направиш нешто? Некогаш мислиме, Господи, ако ти навистина ме љубеше, немаше да дозволиш да се случи ова. Или, ако ти навистина ме љубеше, ќе ми покажеше што да направам во овој период на мојот живот. Така некогаш сме збунети, не знаеме што точно да направиме, но секогаш има едно нешто кое е правилното, нешто да се направи во секое поединечно време. И затоа сакам да зборувам во оваа порака. Затоа еве еден пасус од писмото кој е всушност дел од цела книга која зборува за исправното нешто во секој момент. Затоа сакам да свртите во книгата на Неемија. Си мислите, тоа е пророкот. Како може тоа да биде правилното нешто за секој момент? Ке видите за момент. Ајде да ви дадам малку вовет. Неемија е виноцрпач на Артоксеркс кој е цар, а тој бил виноцрпач за него, што значи дека има навистина одговорна позиција која многу бара од него. Всушност, тој требало да биде доста личен, требало да знае точно какво вино посакувал царот, требало да ги знае манирите и слично. И тој исто така можел да биде тој што кажува дали смееш да го видиш царот или не. Затоа од една страна тие можеби биле пријатели, од друга страна царот е цар. Тој бил таму веќе некое време. Неговиот брат и некои други дошле при него од Ерусалим за да му речат: Неемија, сакаме да ти кажеме што се случува во Ерусалим. Here he'd been there for some time, and his brother and some others come to him from Jerusalem and say to him, Nehemiah, I want to tell you what's going on in Jerusalem. Портите изгореа, ѕидовите паднаа, владее хаос и се е за подсмев. Во секоја насока нема ништо добро да се случува. Сега 114 години предходно вавилонците дошле, ги уништиле ѕидовите и ги запалиле портите, убиле многу луѓе, земале многу луѓе во робство. Сега 140 години предходно вавилонците дошле, ги уништиле ѕидовите и ги запалиле портите, убиле многу луѓе, земале многу луѓе во робство. 140 години поминале, а тие се уште не ги обновиле ѕидовите. Така тие биле на мета на многу непријатели кои постојано ги тормозеле. Така во нивниот процес на искажување на сето ова, тој вака одговорил, почнувајќи од 4 стих во првата глава. Кога ги чув тие зборови, седнав и заплакав. Тажев повеќе денови, постев и се молев пред небескиот Бог. И реков: О Господи, небески Боже, велики и страшни Боже, кој го пазиш заветот и наклоноста кон овие кои те љубат и ги пазат Твоите заповеди. Твоето уво нека биде внимателно и Твоите очи отворени, за да ја чуеш молитвата на својот слуга. Ти се молам сега, дење и ноќе, за Израелевите синови, Твои слуги, и ги исповедам гревовите на Израелевите синови, што ги направивме против Тебе. Согрешивме јас и куќата на мојот татко. Ние правевме многу зло спрема Тебе и не ги запазивме ни заповедите, ни наредбите, ни законите што ги беше дал на Твојот слуга Мојсей. Присети се на зборот што му го беше дал на Твојот слуга Мојсей, велејки: Ако станете престапници, јас ќе ве растурам меѓу народите, но ако се свртите кон мене и ги пазите и извршувате моите заповеди, тогаш макар да сте изгонети и на крајот од небото, јас ќе ве приберам и оттаму и ќе ве одведам на местото каде што сум го одбрал, за да го воведам таму името мое. Тие се Твои слуги и Твој народ, што си го откупил со својата голема сила и со Твојата моќна рака. They are your servants and your people, whom you redeemed by your great power and by your strong hand.
О Господи, ти се молам, нека Твоето уво биде внимателно кон молитвата на Твојот слуга и кон молитвата на Твоите слуги кои сакаат да имат здраво почит кон Твоето име. Направи го Твојот слуга успешен денес и дај му го сочувството пред овој човек. Тогаш јас бев винар кај царот. Велите, што има врска тоа со знаењето точно што да направам во секој момент? Има голема врска, бидејќи еве што ќе најдете во оваа книга, дека низ книгата на Неемија, секогаш кога тој доаѓа до ситуација или околност, која е проблем или закана, не паѓа, или ако тој бара водство и насока без двуемење, тој живеел на колена. Тоа значи, тој ја научил неверојатната сила на молитвата. Тој ги научил најневеројатните нешта кои Бог сакал да ги направи во него, преку него, за него и на него како резултат на тоа. Кога размислуваме за тоа, размислувам за принципот кој е очигледен овде. Тоа значи, ние стоиме на високо и најмокно кога сме на колена. И јас едноставно со ова сакам да кажам дека ние имаме најголемо влијание и искусуваме најмногу моќ, енергија и сила да се соочиме со што и да треба да се соочиме во животот успешно. We experience the greatest power and energy and strength to face whatever we have to face in life successfully. Затоа што молитвата е тоа избрано оружје кое Бог ни го дал за да дојдеме до Него, да молиме пред Него и да примиме од Него. И мислам дека ова е еден од најголемите благослови кои Бог ни ги дал, што ние сме го зеле здраво за готово. Или би рекол дека не го третираме правилно, но на некој начин кога гледате што се случило во животот на Неемија, тој знаел како да зборува со Бог, тој знаел како да му пристапи на Бог. Тој знаел што се бара и ги гледаме најголемите чудеса во оваа книга. Словото вели дека тој отишол пред царот и еден ден и бил тажен. Царот му рекол: "Зошто си толку тажен? Ти не си болен." И така Библијата вели дека во тој момент кога царот го прашал за тоа, Неемија се помолил. Тој се помолил пред да му одговори на царот. Така, кога тој слушна за лошата ситуација, тој се моли. Кога тој стои пред царот со оваа неверојатна можност и обврска да го одговори прашањето "Зошто си толку тажен ако не си болен?", вели дека тој се помолил и му ја раскажал ситуацијата на царот. Не само што му кажал, туку царот дури и рекол: "Што можам да направам за да ти помогнам?" Тој му рекол: "Јас треба да набавам толку дрво и други материјали и ресурси, а исто така ни е потребна и заштита за да отидеме дури до Ерусалим без да не нападнат." И така царот му ја исполнил секоја негова желба. Колку чудесна случка за само еден виноцрпач. И кога се молел како реакција на коментарот на неговите браќа за она кое се случувало, се молел пред царот. Еве што ќе видите понатаму. What a miraculous thing to happen, because he was just the cupbearer. And when he prayed in response to his brother's comments about what was going on, prayed before the king, here's what you'll find all the way through. Кога тој заминал и стигнал во Ерусалим, тој се молел додека барал Божја мудрост и волја за како да ја изврши оваа неверојатна задача. И потоа почнал да зборува со некој од луѓето. Размислете за ова, тој влегол во ситуација и не познавал никој во оваа време. Тој зачекорел во ситуација каде ќе требало да завземе водство на нештата. And he walked into a situation where he was going to take charge of things. Па тоа не било многу популарна идеја. Сакаш да кажеш дека ти ќе дојдеш да ни кажеш како да функционираме. Затоа тој морал да бара Божјо водство и насока и потоа почнал да зборува со некој од луѓето. И така тој потајно го истражил местото, а кога почнал да зборува со нив, тие веќе се согласувале со него. И тој рекол: "Ајде да се исправиме и да го изградиме ова." Божјиот дух бил над него. Така секаде каде што ќе погледнете во Неемија, тој е на колена пред Бог. И што се случува? Оно што се случува е ова. Тој се издига повисоко и повисоко во своето влијание над луѓето, посилен и посилен додека се соочува со пречките една по друга. Истиот Бог кој бил Бог на Неемија е тој Бог кој ние го имаме. И така кога гледате наназад, еве што се случило, како резултат на тоа што стигнал толку далеку и што морал да одлучи, што и како да направи. Во 52 дена, тоа е помалку од 2 месеци. Библијата вели дека за 52 дена тие го завршиле ѕидот. Но како го направиле тоа? In 52 days, the Bible says they completed the wall. Well, how did they do that?
Па најпрво слушајте, тој не растел во училиште каде научил за инженерство и градба и слично. Знаете што? Тој бил виноцрпач на царот. Сега тој им објаснува како повторно да го изградат зидот и портите. И не само што во исто време треба да глуми генерал, бидејќи треба да има мала армија, нему му е потребна некаква заштита, бидејќи постојано доаѓаат против него. Тие постојано се обидуваат да го донесат при себе за да поразговараат на темата. Најверојатно тој рекол: "Јас немам за што да зборувам." Се сеќавате што рекол? Тој рекол: "Јас сум презафатен за да дојдам и да зборувам." И така тој ги тренира овие луѓе како да ја изведат градбата. Ја тренира армијата како да има алатка во оваа рака за да гради, инструмент во оваа рака за да се бори. И на вистина, оно што се случило во тие 52 дена и деновите потоа, тие дошле од тотален хаос, неорганизираност во организирани, подготвени за борба, подготвени за да штитат и да ги изградат зидот и портите. И не само што ги исправиле меѓусебните врски, туку и финансиските почнале да даваат десеток и почнале пак да обожаваат. Тие доживеале 52-дневна пробуда која следела во деновите и месеците потоа. Сега, како се случило сето тоа? Еден човек кој решил да живее на колена, станал толку висок духовно и толку моќен, не само во својата можност и вештина да ги спојува луѓето, да ги предизвика, да ги исправи нештата кои не биле исправни и требало да се исправат. Тие не биле во ред, тој го знаел тоа, тој ги предизвикува во секој момент, во било кое време можеле да речат: "Не", можеле да речат: "Што сакаш да кажеш, ние да го изградиме се ова?" Ние се обидуваме со години и се уште се нема случено. Имало нешто во Неемија. Слушајте внимателно. Може да има нешто во тебе ако имаш исправна врска со Бог. Тој Бог може да те употреби на најчудесен начин. Ако му дозволиш, ако веруваш дека тој може да го направи тоа и се понудиш себе како подготвен за тој да те употреби. Ние подценуваме, внимавајте. Не се подценуваме себе си, ние ја подценуваме моќта на Бог во и преку нас. И Неемија е совршен пример за она што се случило. Кога размислувам за неговиот почеток, тој започнал како виноцрпач на колена пред Бог и Бог почнал да работи во неговиот живот. Она кое сакам да го направам ова утро е ова. Сакам да ви дадам листа на работи кои се вистина кога ти и јас почнеме да се молиме сериозно пред Бог. И како Бог може да работи во твојот живот, сакам да го заборавиш минатото. Ти велиш: "Па знаеш, во овој период од мојот живот, јас сум го направил ова и она." Заборави го минатото. Она кое е важно е што сакаш да направиш и што можеш да направиш од овој момент па натаму. Затоа размисли за она кое го зборуваме, односно, ние стоиме највисоко и најмоќно во посегот, ефектот и влијанието кое го имаме врз оние околу нас. And we're the strongest in the outreach and the effect and the impact we have on those around us. Соочувајќи се со силно и уверено кога ние живееме на колена пред Бог. Сега ти велиш: "Дали сакаш да ми кажеш дека треба да клекнам секогаш кога се молам?" Не, но јас сакам да... Слушај внимателно. Има и нешто во клечењето што прави разлика. Јас знам дека некогаш луѓето не можат да клекнат, но вистината е дека не се работи за клечењето, туку за молењето. Тоа е разговор со Бог. Затоа сакам да размислите за ова за момент, затоа што многу луѓе зборуваат со Бог вака: "Па знаеш, јас се молев вчера", или "Јас се молам", но колку сериозно се молиме ние? Дали очекуваме Бог да направи нешто или само се надеваме дека ќе ги направи? Има многу разлика во очекувањата, верата и надежта. Бог зборува за вера во Него, верување, очекување од Него, за да ги заврши работите. Размислете за ова. Кога клечеш или кога се молиш, треба да осознаеш дека ова треба да го правиме. Ние треба да го препознаваме Бог како суверен над овој универзум. Тоа значи дека тој целосно ги контролира сите нешта, како што тој вели во 103 глава од Псалмите, дека тој го поставил својот престол на небо и неговото царство владее над се. Над сите нешта, сите времиња, сите места, се.
Слушајте, ако Бог не е суверен на целиот универзум, зошто да му се молиш нему? Има многу нешта кое ти и јас ги знаеме како невозможни. Зошто да му се молиме на Бог, ако не веруваш дека тој е суверен и има целосна контрола и владее над се? Тогаш зошто да му зборуваш? Затоа ние треба да запомниме со кого разговараме. Тој не е човекот од горе, како што луѓето честопати го нарекуваат, или мој татко. Тој ќе го направи ова или она. Тој е суверениот Бог на универзумот, додека тој е Бог и тој е суверен. Да, тој е и мој пријател. Слушајте, тој може да биде твој пријател и мој пријател, но тој никогаш не престанува да биде создател, и тој никогаш не престанува да биде владател, и тој никогаш не престанува да биде Господ и Господар. И понекогаш ние одиме пред Бог во молитва, како тој само да ни е другарче. Бог не е моје другарче. Тој не е твое другарче. Тој е суверениот Бог на универзумот, создателот. Ако забележите како Неемија му се обраќа, интересно е начинот на кој му се обраќа. Тоа се истите зборови од Второзаконие кога Мојсей се молеше. И истите зборови ги употреби Даниел во 9-та глава од книгата. Забележете што тој вели. Тој вели: О Господи небески Боже, велики и страшни Боже, Господару, управнику, владетелу, велики и страшни Боже. Зашто зборува тој кога раскажува за големиот и страшен Бог? Тој зборува за неговата светост, дека Бог е свет. Се прашувам, колкумина од нас си мислиме додека се молиме дека јас сум грешен човек, јас зборувам со свет Бог. Нема ништо неформално за зборувањето со всемоćниот Бог. Тоа на тема за шегување. Тој не е човекот од озгоре, тој е суверениот Бог на универзумот. И така, сега тој доаѓа пред светиот Бог и што се случува? Следното нешто кое се случува овде, ако забележете, е дека тој започнува да го исповеда гревот. Не само гревовите на израелската нација, и молитвата на Даниел звучи вака, зборувајќи за гревовите на израелската нација. Но ако забележите, Неемија вели: Татко мој, ние имаме сгрешено против тебе, се имаме извалкано од гревот. Оне кое сакам да го видите овде е ова. Дека откако тој ја признава сувереноста на Бог и откако ја признува светоста на Бог, тој се справува со проблемот на грев. Внимавајте, дали слушате? Кажете амин. Чистотата на срцето и моќта на Бог се поврзани. Тие се поврзани. Ако ти ја сакаш Божјата моќ во твојот живот мора да биде чист. Тоа не значи дека никогаш нема да погрешиш. Слушајте, тоа значи дека ти си толку чувствителен на грев, ти си чувствителен на она што ја трга Божјата моќ од твојот живот и ти се справуваш со тоа веднаш. Ако Бог ме пресведочи за нешто и јас се справам со тоа веднаш, јас не го чувам тоа, јас не го задржувам, јас сум подготвен да се справам со тоа. И така, веднаш го препознаваш. Она кое тогаш се случува е ова. Кога ти и јас разговараме со Бог и ние навистина сме сериозни, тогаш ќе ја препознаеме нашата неспособност. Што мислите дека Неемија си мислел кога Бог рекол: Неемија, јас те испраќам тебе, но чекај малку, почекај, јас те испраќам тебе. Првото нешто кое си го помислил веројатно било: најпрво од се, кој сум јас? Колку пати сме го прашале тоа? Тоа се прашувал и Мојсей. Сите Божји слуги го немаат прашано тоа. Кој сум јас? И Бог морал да се справи со него. Ти велиш: па дали е грев да се чувствувам неспособно? Не, не е грев да се чувствуваш неспособно. Тоа е дело од што? Препознавање на неговата неверојатна моќ, неговата светост, нашата грешност и човечкото битие, кое значи дека ние сме често неспособни да ги извршиме нештата кои Бог ги бара од нас. Исто така, тој те познава совршено. Ти не можеш да се отргнеш од Бог и да му даваш информации зошто не можеш да направиш нешто. Слушни го ова. Ако Бог те повика да направиш нешто, ти велиш: не, јас не можам ова. Она кој го велише дека Бог направил грешка. И ти велиш дека Бог не ја знае ситуацијата. И ти велиш дека Бог едноставно не те познава како што ти се познаваш. Видете, дали би се согласиле дека тоа е тотално апсурдно? Тој никогаш не би побарал од тебе нешто за кое веќе не те оспособил.
Затоа го пратил Светиот Дух. Тој им рекол на апостолите, тој рекол: "Вие останете во Ерусалим и чекајте овде додека не бидете дарувани со моќ од озгора." Тоа значи дека секој еден верник од Пентекост до ден денес, секој еден човек кој поверувал во Исус Христос како свој личен спасител, е бил посетен, оспособен, осилен од Светиот Божи Дух. Затоа нема такво нешто како верник кој не може да го направи она кое Бог го има повикано да го направи ако се покорни на Него. Така, ова чувство на неспособност било дел од неговите чувства и неговото патешествие. Но слушајте, ми се допаѓа ова. Зошто Бог ни дозволува да сме неспособни, за да не приближи до Него? Колку понеспособно се чувствуваме, што толку повеќе се молиме и има благослов во тоа да си неспособен. Тогаш доаѓам пред Него и велам: Боже, Ти знаеш дека јас не можам да го направам ова без Тебе. Јас морам да имам пристап до Твојата неверојатна моќ во мојот живот за да го завршам ова. Зошто тој стоел толку високо? Зошто бил толку силен? Зошто го следеле? Зошто се случувале чудесни нешта? Бидејќи тој бил еден човек, виноцрпач, роб на некој начин, само на подобра позиција, и сега бил испратен да направи нешто што мислите дека тој не може. Но сега, внимавајте, некој вели: "Па јас се чувствувам неспособно. Јас навистина верувам дека ова го сака Бог." Сега еве го прашањето. Дали мислиш дека Бог би те повикал да направиш нешто, а потоа да те оддалечи од тоа? Ако сакаш да ти се одговорат молитвите, еве што се случува. Не само што треба да ја признаеш својата неспособност откако ќе си го прочистиш срцето, но ти мора да сакаш да се на располагање на Бог за да те употреби за тоа нешто. Ти велиш: "О, не, зошто не? Не можеш да речеш дека Бог нема да ти помогне во извршувањето." Јас не сум сигурен колку молитви Бог би одговорил ако јас не сум подготвен да бидам на располагање за да дојдам до одговорот. Кога клекнуваш во молитва, запомни го и ова. Кога ти клекнуваш во молитва, ти и јас имаме привилегија да го искусиме. Внимавајте, да искусиме божествена моќ, моќта на Светиот Дух, која не оспособува. Тој не ни дава моќ, како што ти и јас би разделувале парички. Што и да ти е потребно, Бог ќе излие во твојот живот за да те оспособи да го извршиш тоа. Не постои никој, нема личност која е бескорисна. И јас би рекол дека кој да си, Бог има место за тебе. There's no such thing as a nobody. There's no such thing as a useless person. And I would say, whoever you are, God has a place for you. If you will cry out to Ако ти извикаш кон Бог, твојот Бог ќе слушне и ќе одговори твојата молитва, затоа што тој не сака ти да го губиш времето и влијанието кое можеш да го имаш. И така гледам што се случува во животот на Неемија. in Nehemiah's life. Тој ги почувствувал сите овие нешта, но исто така ја искусил и Божјата моќ. Experience the power of God. Слушајте, тој сака ти да се гледаш себе си во светлината во која Бог те гледа, потенцијалот кој го имаш и она кое можеш да го направиш, не со својата сила, но, како што повторивме многу пати во оваа порака, во моќта на Божиот Дух ние, слушајте, ние стоиме највисоко и нашето влијание е најголемо и ние искусуваме најмногу моќ во животот, како енергија и сила да се соочиме со било која ситуација кога сме на колена. Ова е клучот, тоа е изворот, тоа е насоката, тоа е Божиот план и никогаш нема да има подобар план од тој. That's God's plan and there'll never be any plan better than that. Now the question is, Сега прашањето е, ти велиш, што треба да правам за ова? Ти треба да почнеш со тоа што ќе клекнеш на колена и ќе бараш Бог да ти прости најпрво од се за тоа што си заборавил дека тој е Господ, Господар и суверен. Кога мислам за сите нешта кои Неемија ги достигнал, дали тоа било заради неговото образование? Не, што било? Дали било бидејќи тој развил врска со таткото во кого верувал? Но видете, тој морал да го одржува своето срце чисто, да ја разпознае својата неспособност, да стои на располагање и потоа да знае дека може да ја добие Божјата визија и Божјата насока и дека Бог би го оспособил преку Светиот Дух да изврши се што тој го повикал да направи. And that God would enable him by his Spirit to accomplish whatever he called him to do. Ако Бог ти каже денес, јас ќе те оспособам да направиш што и да сакаш во животот, што ќе биде тоа? Ако тој само ти даде избор, што ќе биде тоа? Ајде да го кажам вака.
Слушајќи ја оваа порака и слушајќи ја вистината, само ви кажувам што вели Бог за она за кое треба да се справувате. Некои од вас сте многу надарени и талентирани со вештини, но никогаш не сте мислеле да служите на Бог. Само си мислите, па јас ќе направам она што можам во животот. Вие треба да барате Бог да ви покаже. Тој има една инвестиција во вас. Знаете ли што е најголемата инвестиција што тој ја има во вас? Погледнете на крстот. Тоа е неговата најголема инвестиција. Тој го испратил неговиот син Исус на крстот да умре за твоите и моите гревови, да возможи нашите гревови да бидат простени и да имаме лична, интимна врска со овој прекрасен Бог. И не само тоа, но и да го имаме неговиот дух, потоа да бидеме употребени преку Бог. Дали имаш право да се отргнеш од него? Не. Тогаш моето прашање е, што ќе направиш со тоа? Јас ќе размислам за тоа. Не. Треба да направиш повеќе отколку да размислуваш за тоа, бидејќи знаете ли што се случува? Јас и ти сме одговорни за она што го слушаме. Ние сме одговорни за она што го слушаме и како ќе одговориме на тоа. Кој да си, ти никогаш не можеш да кажеш на Бог, но Боже, јас не знаев. Ти знаеш дека тоа е почеток токму сега. Ти знаеш дека Христос умре за тебе. Ти знаеш дека можеш да бидеш спасен од сите твои гревови. Знаеш дека кога си спасен, тој ќе живее внатре во тебе и ќе те оспособи да се соочиш со некоја околност во животот. Тој ќе те употреби да му донесеш слава и почит. Никогаш не можеш да кажеш, јас никогаш не слушнав и не го знам тоа. Јас едноставно ви велам, ние сме одговорни за вистината која ја слушаме. Денес, еве што слушнавте, едноставна вистина. Бог е суверен, тој е создател на сите работи. Вие сте овде и постоите преку неговата благодат и добрина кон вас. И не само тоа, тоа е прекрасен Бог кој те сака безусловно и кој има желба да те употреби и кој знае што ти си способен и опремен да направиш. Тој знае се за тебе. And who knows what you're able to do, what you're equipped to do. He knows everything there is about you. Тој те сака и е спремен да те земе токму од местото каде што си, да ти прости, исчисти, да ти го даде светиот дух и потоа да те употреби на најпрекрасниот начин, ако ти му дозволиш да го направи тоа. Ако бевте благословени од денешната програма, ве молам посетете не на intouch.org. Водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е возможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.